Денешниот празник посветен на раѓањето на Свети Јован Крстител меѓу верниците познат како Иван ден или Јанов ден, беше одбележан со народен собор кај сината водичка која се наоѓа веднаш покрај патот кој води кон Полаки во атарот на Бочвенец. Соборот го организира Ангелина Стојмилова со сопствени средства, при што приредува ручек за здравие за верниците кои ќе го посетат светото место. Таа самата ја почувствувала моќта на водичката кога се излекувала од тешка болест, а знае и многу други кои тука нашле спас за својата мака, па сега од благодарност доаѓаат да запалат свеќи и да се помолат за здравие. Да, прв пат доаѓам, не сум доаѓал друг пат. Иначе професија ми е возач бев. И тоа ми е. Секаде сум била, тука не бев. Не сум доаѓал. Помага тоа многу нешто. И секоја вода, значи, својство има, помага. Повише пати до вајна тука и готвех, бидох и кувар тука. Ама годините ојдоа, па да не се прикажала на Ангелина и така тука врвеме. Имаше вода, течеше од таму, од тука, па она таму, така вика. Беше многу лошо мајстото тука, пропади такова, па седи се малку како оставија асфалто. Годинава се собра бројен народ кој оставаше подароци на водичката, се замиваше и напиваше од неа, молејки се за здравје и среќа. При тоа верниците беа послушени со постно графче поради Петровденските пости, а музиката придонесе за празнична атмосфера во која многумина се фатија на оро. Па имам, мислам, задоволна сум. Колку ти е. Немам до сега ништо. Па рачунам ако Бог да, ако ми помогне, ја ќе помогнам народот. Па кухат доле, прават боб, прават ручок и левче. Имаме, па е така, пости е. Па да, лековите за сите болести таа лековите. Има народ што од тука и деца раѓат, ако веруваш, и се заљубуват. Инаку Стојмилова планира покрај оваа водичка да изгради духовен храм, за да можат верниците да доаѓаат и преку целата година. Се надева на помош од општината, а исто така верува дека и самата ќе дојде до повеќе средства кои ќе ги инвестира за доброто на верниците од Осоговието и поширокиот Кочански крај.